Археолошкиот локалитет Грамадје во село Робово е една од најголемите антички населби во Малешевијата. Ова го докажаа со сонтажните истражувања студентите по археологија и нивните професори од Штипскиот универзитет, кои годинава трагаат по пајонските утврдувања, населби и некрополи по должината на реката Брегалница. Можеме да констатираме за постоење на три културни хоризонти. Најмладиот е римскиот културен хоризонт и има уште два културни хоризонти кои што припаѓаат на праисторијата, од кои едниот е на класичниот период, додека најстариот културен хоризонт е од бронзаното време. Освен во Робово се сондираат и локалитетите Грамадје во Владимирово и Поповрит во Берово. Исто така за постојање на три културни хоризонти регистрираме, односно констатираме и на локалитетот Грамадје кај село Владимирово, додека на Поповрит, значи досега констатираме дека се работи само за еден културен хоризонт. Археолошкиот движен материјал, керамиката и камените тегови за разбој, откриени од младите археолози, праќаат пораки од давнина за пајонците во Малешевијата. Доста интересно и тоа е привилегија, можем да кажам, бидејќи теориската настава можеме да примениме во пракса и да видиме што всушност представува археологијата и како да и сите нејзини методи и принципи кои може да се изведат и да се покажат на терен. Па како наука е доста тешка и бара многу жртви, но сепак е доста интересна и може доста да ни помогне за да откриеме што точно се случувало во минатото. Проектот за истражување на пајонското минато во Малешевијата е поддржан од Министерството за култура. Плановите на професорот Нацев се до година овој проект да продолжи на локалитетите во Пијанец.